Со извици сите за МКЦ уметници, музичари и активисти го изразија револтот кон град Скопје за смената на ВД директорот Богоев, како и за кратењето на буџетот за програмата за оваа година. Според вработените, целта на овој протест е да се покаже културата и историјата на МКЦ, односно дека установата не е уште една државна институција заборавена во времето, туку дека таа го следи развојот на уметноста и активно делува и организира настани. Го кратат буџетот на една од најлегитимните установи. Значи 92% да скратиш буџет е срамота. Значи МКЦ е организатор на повеќе од десетици фестивали кои што се случуваат во беспрекорна состојба секоја година. Програмскиот буџет на МКЦ е скратен. Ги има документите, ги гледавме од град Скопје документите, 2 милиони оваа година буџетот, што дефинитивно не било претходни години. Ни пречи тоа што единствената, да речам, единствената институција која што не е приватизирана, која што не е исполитизирана, сега станува токму тоа. И додека уметниците од пред бараките на градот си ги бараа своите права, во исто време и градоначалничката одржа пресконференција на која кажа дека не било точно дека на МКЦ му биле скратени 90% од буџетот. Она што било точно е дека на шанкери им се исплаќале по 750 евра месечно, при што се правеле злоупотреби кои никој не ги контролирал. Не е точна информацијата дека на МКЦ му се скратени 90% од буџетот, доколку за вас не е скандалозно тоа што во културна институција над 250 лица биле ангажирани за себе, освен за култура, за нас е скандалозно. Каде отидоа полата милион евра, 500.000 евра пари, кои што се личен приход на Младинскиот културен центар. Арасовска рече дека никој не бил разрешен, туку на директорот му истекол договорот. Доколку не се извини јавно на начинот на кој што ги пласираше овие лаги и манипулации, ќе треба да се ги докаже пред надлежен суд. На ова експресно реагираше и програмскиот колегиум на МКЦ, кој веднаш ги демантираше ставовите на Арасовска. Вела дека истите се предмет на клевета. Затоа итнос викаа през во МКЦ в петок во 10 часот. Во однос на новиот директор Никол Алексов, кој е дипломиран детектив, Арасовска призна дека многу луѓе што работат во културата немаат соодветно образование и дека законот тоа го дозволувал. А она што се случува во МКЦ во моментов е отсуство на комуникација меѓу вработените и новиот ВД директор, како и откажување на програмските содржини откако директорот ги смени сите брави, поточно на канцелариите на архивата како и во сметководството во МКЦ.